Семејните лица се како магични огледала. Гледајќи во личностите кои ни припаѓаат, ние го гледаме нашето минато, сегашноста и иднината. Животот е како приказна. Не е важно колку е долг, туку колку е добар. Она што поминало веќе не постои. Тоа што ќе биде се уште не е дојдено. Постои само една точка во која се спојуваат и минатото и иднината. Во таа точка е целиот наш живот. Искористи ја. Убави спомени. Знајте дека нема ништо повишно и посилно и поздраво и покорисно за идниот живот од некаков убав спомен, а особено ако е тој од детството, од родителската куќа. Еден толку прекрасен свет спомен зачуван од детството. Може би е токму тој најдоброто воспитание. Ако човек носи во себе многу такви спомени, тогаш тој е спасен за цел живот. А ако макар еден убав спомен остане во нашето срце, некогаш и тоа може да послужи како спас. Не плашете се од животот. Колку е убав животот кога ќе направиш нешто добро и праведно. Земи насмевка и подари ја на оној кој никогаш ја немал. Земи еден зрак сонце и направи да одлета онаму каде што владае ноќ. Земи солза и постави ја на лицето на оној што не плачал никогаш, за да си ја прочисти својата душа. Земи храброст и стави ја во душата на оној кој не смее да се бори. Земи трпение и насочи го кон нетрпеливите. Земи оптимизам и насочи го кон песимистите. Земи надеж и живеј во незината светлост. Земи добрина и дарувај ја на оној кој не знае да дарува. Земи радост и сподели ја со оние кои што се помалку среќни. Земи сочувство и насочи го кон безпомошните. Земи хуманост и насочи го кон сиромашните. Земи знаење и сподели го со оние што помалку знаат. Откри извор и напој го оној кој е жеден. Откри живот и проповедај за него за оној кој што не може да го свати и цени. Откри љубов и покажи ја на целиот свет.